Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Повторени избори за градоначалник во 4 општини. ДИК бележи намалена излезност. Граѓаните со своји очекувања. Има доста да се направи, али не знам од каде да почнам. Вода, немаме вода ништо, немаме што пиеме. Да отвори фабрики да се работи, младите да нам не бегају. 100 евра е најмалата казна за пушење на забрането место. Не смее да се пали цигара ниту на автобуски постојки, ниту пред државни институции. Ригорозни санкции во новиот закон. Дали строгите правила може да го намалат бројот на пушачи. Водата се повлекува, но штетите се големи. Евакуираните од Кичево се уште живеат во спортската сала. Штипските пекари ја замрзнаа цената на лебот. Хаос на улиците во Иран, евентуален напад од САД ќе предизвика одговор од Иран врз Израел и американските бази во регионот. А во тема на денот вечерва правиме политичка анализа на изборниот ден со аналитичарот Сефер Селими. Останете со нас. Повторени локални избори во 4 општини во државата се одржаа денеска. Граѓаните го направија својот избор и одлучија кој треба да го води Гостивар, Врапчиште, Центар, Жупа и Маврово Ростош. Во текот на целиот ден имаше намалена излезност во најголем дел од општините, но кои се последните информации од Државната изборна комисија ќе ни каже колешката Катерина Нешкова. Имаме во живо. Катерина, речиси сите избирачки места се затворени, освен ако не грешам 3 во кои што малку задоцни почетокот на гласањето. Кои се последните информации од ДИК? Така, добро вечер, Иван. Да, во најголем дел од избирачките места, каде што денеска има повторени избори во 4 општини, се затворени. Остануваат неколку избирачки места каде што почна подоцна гласањето или пак имало прекин во текот на денот, најчесто заради временски услови. Таму гласањето ќе биде продолжено па дури и до 21 часот, но се работи за помали избирачки места со помал број, со десетина избирачи. Она што е карактеристично за денешното гласање е намалената излезност во 3 од 4 општини во кои што се гласа. Впрочем, ова се општини во кои што има повторени избори, токму заради тоа што и во првиот наврат кога беа изборите на 19 октомври не беше постигнат потребниот цензус од 33,3% излезност. Сега некаде до 17,30 излезноста е уште помала, 25,55% излезност се очекува во овие час и половина додека се обработат податоците, овој процент да рипне за процент до 2, што значи дека повторно нема да се стигне ни до 30%, но овој пат тоа и не е толку битно, бидејќи на повторените избори за да бидат успешни не е потребно да има некаков цензус или потребен процент на излезени гласачи. Во продолжение ќе слушнеме изјавата за тоа како се гласало на 19 октомври, а како се гласа денеска и каде ја гледаме помалата излезност. Во споредба со изборите во 2025 година, пресекот во 17 часот и 30 минути тогаш, излезноста во општина Гостивар била 28,02%, што значи дека имаме благо намалување од 2,79% во излезноста. Во општина Врапчиште излезноста била во 2025 20,94%. Тука забележуваме зголемена излезност од 9,07%. Општина Маврово и Ростуша излезноста во 2025 година била 25,89%. Тука се забележува зголемена излезеност од 0,04%. И во општина Центар Жупа излезноста во 2025 била 19,15%, односно се забележува намалување на излезноста од 6,08%. Во однос на текот на гласањето, ќе ви информираме дека гласањето се одвива непречано до сега, освен овој случај за кој што информиравме јавноста до сега за Гостиварското населено место, каде што гласањето не ни започна, на сите други места гласачите непречано го остваруваат своето право на глас.
Катерина веќе спомена дека нова повторено гласање нема задолжителен цензус или нема потреба 33,33% од избирачите да излезат на гласање, но каква е можноста повторно да не се избере градоначалник и на ова повторено гласање? Кои се условите? Така, има мали шанси да не се избере градоначалник и денеска, но тоа се сосема мали шанси, бидејќи веќе изборниот молк е поминат, може да ги кажеме и кандидатите, па да видиме какви се шансите во одредени општини да не дојде до избор. Например, во Гостивар се надпреваруваат двајца кандидати, Невзат Бета, кој што е всушност поддржан од Вреди, и Валјбон Лимани, кој што доаѓа како поддршка од, односно е поддржан и кандидиран од НАИ, тој е всушност дел од она крило на Алијанса на албанците од Таравари. Гостивар е општината каде што има најмалку излезеност и тука можеби можно е да се случи ова сценарио кој што го велиме, бидејќи за да се избере градоначалник денеска, потребно е за еден од кандидатите да гласа мнозинството од излезени избирачи. Доколку таков услов не се биде исполнет, тогаш правилата велат дека ќе се оди на втор круг со истите кандидати. По двајца кандидати имаме и во Врапчиште. Тука е Исен Шабани, кој што е поддржан од НАИ. Имаме еден независен кандидат, Зули Демири, кој всушност пак добива независна или неофицијална поддршка од Вреди, но неофицијалните информации говорат дека тој е поддржан и од она крило на села кој што доскоро беше во коалиција со ДУИ, и бидејќи тука излезноста пак е поголема од она на 19 октомври, се чини дека е известно дека тој ќе биде и новиот градоначалник, иако се уште податоците официјални, барем во ДИК, не се пристигнати, ова се неофицијални информации од терен. Во Маврово Ростуше имаме двајца кандидати, Онер Јакуповски од ВМРО ДПМН и Анес Ахмети од СДСМ, и тука имаме намалена излезност во текот на денешниот ден во споредба со 19 октомври, но од ДИК се оптимисти дека со денешниот ден ќе бидат заокружени локалните избори кои што се случија есента 2025 година. Всушност со ова и истекува нивниот мандат и сакат да го заокружат целиот овој процес, бидејќи на 15 јануари, како што споменав, нивниот мандат истекува и се очекува избор на нов состав. Катерина, гледам дека за тебе портпаролите веќе се подготвуваат за најновите информации и ќе се вратиме за кратко повторно во живо да ги слушнеме овие детали. Претходно ќе погледнеме што се случуваше на терен. Надеж за функционално снабдување со вода, подобра инфраструктура, но и повеќе работни места. Ова беа главните барања на граѓаните кои денеска излегува на избори. Градоначалниците пак од двата табори очекуваат победа. Изборниот процес на терен го следеше колешката Тамара Дичевска. Во 19 часот тука во Гостивар се затворија избирачките места, а граѓаните има можност да бираат помеѓу двајца кандидати. На 121 избирачко место се бираше помеѓу Валјбон Лимани и Невзат Бета. Лимани, кој е поддржан од ДУИ, учествуваше и во првата трка на локалните избори за градоначалник на Гостивар и освои значителна предност пред кандидатот на Вреди. Тој беше поддржан и од лидерот на СДСМ Венко Филипче во овој избирачки процес. Како негов против кандидат е Невзат Бета, кој што влегува како нов кандидат на коалицијата Вреди во овој избирачки процес. Бета и претходно во 2 наврати беше градоначалник на општината Гостивар, но тогаш како кадар од ДУИ. Денеска и двајцата кандидати за градоначалници го остварија своето право на глас, а нивните очекувања од избирачкиот процес ги слушаме во продолжение. Денеска со моето семејство направивме обврска као граѓанин, гласавме за добро на нашиот град. Денеска е најубавиот ден, најдобриот ден за сите граѓани на Гостивар. Ги повикувам да излезат граѓаните и да гласат за иднината за својот град. Мислам дека денеска ќе имаме голем празник во интерес на нашите граѓани. Со башката фамилија реализувам та дрејтан евотос. Денес гласав со моето семејство. Овој изборен ден е берикетен со снег и се надевам дека ќе помине во мирна, фер и демократска атмосфера. Според нашите анализи кои сме ги направиле на крајот на изборниот ден, се надевам дека ние ќе славиме.
Стафите на точе духот гостиварен. Во селото Ќафа Гостиварско денеска и воопшто не започна изборниот процес поради лошите временски услови. Граѓаните на Гостивар очекуваат во градот да бидат отворени нови фабрики со што ќе се отворат и нови работни места за младите, а тоа очекува да го направи новиот градоначалник. Никој пак се задоволни од досегашното раководство и од тоа како функционира градот. Нивните очекувања ги слушаме во продолжение. Што му недостига на Гостивар, што треба новиот градоначалник да направи? Да локомотива. Клучно што е според вас? Што треба прво да се смени во општина, во градот? Па не знам од кај да почнеме. Очекуваме да ќе биде подобро. Треба да се заложи многу за градот. Што му недостига на градот? На градот му недостига младината прво. Младината, која е проведен. Фабрики да се отворат, исто во Гостивар. Нови работни места тоа? Нормално така за младите, за да не ни бегаат во странство. И ве сметате дека новиот градоначалник што ќе биде ќе го исполни тоа? Па се надеваме. Се надеваме. Најпрво да млади да отвори фабрики, да се работи млади, да нам не бегају, да имају своје како за физкултуре, такви центре. Тоа е највише потреба. Градот мало да се исчисти. Тоа. И ве сметате дека тој што ќе биде нов градоначалник ќе го исполни тоа? Ја сум 100% сигурна. Што недостига на Да градот? повличе све, најубаво, улиција, чисточата. Па све помалку. Конкретно, јас сум задоволен од Гостивар. Нема нешто големи промени се направи. Онака што е улиците, тоа е најдобро. Во Врапчиште се гласаше на 39 избирачки места. Во ова општина изборот на граѓаните беше помеѓу досегашниот градоначалник од редовите на ДУИ Исан Шабани, кој по трет пат ја бара довербата на граѓаните. Шабани во првиот круг од изборите, кој што беше неуспешен, имаше убедлива предност. Негов против кандидат е Зујхар Демири, кој што е поддржан од група избирачи. Оној што ќе стане градоначалник на општината Врапчиште, ќе мора да им го реши проблемот на граѓаните со водата, бидејќи како што велат тој им е најгорлив проблем, а вода и воопшто немаат. Што недостасува на општината Врапчиште? Што треба да направи новиот градоначалник? Има доста да се направи, али не знам од каде да почнеме. Еве најважно според вас што е? Најважно е канализација, вода немаме. И тоа е тоа. Све фали. Например? Вода фали. Струја, све. Што најмногу ви недостига во општина? Водата прво. Друго, патот е растурано на ова страна. Треба да се направи, па од другата страна исто треба да се направи. Многу треба да се прави, ама што? Најважно во општината. Вода, немаме вода ништо, немаме што пиеме добро. За овој изборен процес цензус нема биде потребен, а за градоначалник ќе биде одбран оној што ќе го освои мнозинството од гласовите. За сите од Гостивар, Тамара Дичовска и Јован Трајковски. Како што најави во Државната изборна комисија, во секој момент треба да бидат соопштени последните информации за излезеноста до 18 часот и 30 минути. Одиме во живо да ги слушнеме последните бројки. 18 часот и 30 минути, како и за текот на гласањето досега. Во однос на податоците кои што се пристигнати до Државната изборна комисија, обработени се 100% од избирачките места од кои што пристигнале податоците, односно сите избирачки места. Вкупниот број на избирачи кои што гласале е 35.984 гласачи, или во процент изразено тоа е 28,07% на излезност. По општини статистиката е следна. Во општина Врапчиште излезноста е 31,76%, односно гласале 8.659 гласачи. Во општина Гостивар 28,22%, односно гласале 23.363 гласачи. Во Маврово и Ростуше излезноста е 28,04%, односно гласале 2.965 гласачи. И во општината Центар Жупа излезноста изнесува 13,18%, односно гласале 997 гласачи. Во споредба со изборите во 2025 година за овие 4 општини и пресекот тогаш направен во 18 часот и 30 минути, споредбата е следна. Во општина Врапчиште излезноста била 24,41%, што значи дека бележиме зголемена излезност од 7,35%. Во општина Гостивар изнесувала излезноста 32,38%,
Односно, сега се забележува намалување на излезноста од 4,16%. Во општина Маврово Ростуше, излезноста во 2025 година изнесувала 28,58%, односно бележиме намалена излезност од 0,54%. И во општина Центар Жупа, излезноста изнесувала 21,30%, односно сега бележиме намалување на излезноста од 8,12%. Оно што треба да го споделиме со јавноста исто така е во однос на прекините кои што се случија на неколку избирачки места, како и за доцнувањето на почетокот на гласањето. Токму поради тие причини, а согласно одредбите од изборниот законник, во неколку избирачки места ќе имаме продолжување на гласањето. Поточно во општина Гостивар, во избирачко место 503, гласањето се продолжува за 2 часа и 45 минути. Избирачко место 512, гласањето се продолжува за 1 час и 15 минути. Избирачко место 533 се продолжува гласањето за 1 час и 15 минути. Во општината Маврово и Ростуша имаме продолжување на гласањето во 2 избирачки места, и тоа избирачко место 0475 се продолжува за 1 час и 30 минути и избирачко место 0496 гласањето се продолжува за 2 часа и 30 минути. Како што информиравме и на претходните пресконференции, во избирачкото место 0782 гласање нема, бидејќи тоа избирачко место не се отвори. Оно што сакам исто така да го споделиме со јавноста дека е по завршување на гласањето, резултатите може да се следат во живо на веб страната rezultati.sec.mk. Секако дека Државната изборна комисија ќе излезе со првичните неофицијални информации во однос на резултатите, кои што ќе следат откако ќе се приберат сите податоци од сите избирачки места, односно сите резултати, зашто дополнително ќе бидете известени како медиуми за времето на одржување на следната пресконференција. Ви благодарам. Тоа беа последните информации од Државната изборна комисија. Гласањето се одвива мирно, без нарушување на јавниот ред и мир, информираше Министерството за внатрешни работи. Локалните избори 2025 година, кои се одржуваат во делот општините на подрачје на СВР Тетово, односно ОВР Гостивар и СВР Охрид, се одвиваат во мирна, фер и демократска атмосфера. Министерството за внатрешни работи презема мерки и активности во рамките на своите надлежности со цел непречено и безбедно спроведување на изборниот процес. До сега не се регистрирани инциденти или било какви нарушувања на јавниот ред и мир. Министерството за внатрешни работи апелира до сите граѓани и до политичките партии да придонесат за мирна и демократска атмосфера. Доколку има било какво нарушување на јавниот ред и мир, граѓаните да пријават во најблиската полициска станица или на телефонските броеви 192 или 112. А во тема на денот вечерва правиме анализа на изборниот ден со политичкиот аналитичар Сефер Селими. Селимин, добро вечер, благодарам што сте со нас. Добро вечер. Ги слушнавме последните информации од Државната изборна комисија. Генерално намалена излезност во речиси сите општини, освен во Врапчиште, каде што има зголемување на излезноста од 7,35%. А ако се гледаат бројките, веројатно да важеа старите правила, повторно никаде немаше да има цензус, можеби само во Врапчиште. Која е вашата првична оценка на изборниот ден и она што го гледаме како бројки до сега? Мислам дека ние како држава веќе сме поминале во некоја, ајде да кажеме, зрела демократија, каде денот на изборите се одвива без поттешкоти, без сериозни проблеми или нарушување на процесот. За мене излезноста е очекувано дека ќе биде малку помало. Дури во првиот пат во Гостивар за 21 глас не беше достигнат цензусот и затоа имаме повторување на изборите и во првиот пат. Но и овој пат мотивацијата на гласачите е многу мала во Гостивар, поради тоа што разликата е преголема помеѓу двата политички табори и повеќето не се чувствуваат дека ќе можат да сменат нешто. Било во едната страна, било во другата страна. Така да ја мислам дека
тука не гласат сите граѓани, туку гласат само политичките тела или политичките приврзници и на едниот и на другиот политички табор. Мислите тоа што Вреди го искористи Невзат Бејта како играч поранешен на ДУИ, сериозно име од ДУИ, нема да им помогне во Гостивар? Може да има мала разлика, меѓутоа не се очекува некоја драстична разлика, поради тоа што ние знаеме дека ретко кога име или политичар може да направи разлика во бројките, повеќе пати тоа се гласања по политички партии, а не по индивидуалци. И во овој случај секако дека можеби господинот Бејта ке има подобар резултат од неговиот претходник во последните избори, кој беше за повеќето познат во Гостивар, нели Гостивар е мал град и се знаат луѓето меѓу себе, меѓутоа немаше политички габарит за да може да се спротивстави на коалицијата на ДУИ и на Алијанса за албанците. Тоа што го бележиме во Врапчиште, каде имаме зголемување на бројот, таму беше известно дури пред изборите во октомври 2025 дека тешко дека ќе може да се постигне цензусот. Во овој случај во таа општина има премногу граѓани кои моментално или привремено работат во Хрватска, во крајбрежјето, Јадранското крајбрежје, тие се познати како печалбари во тој дел и сега тие се вратени дома, каде што престојуваат во овие 4-5 месеци додека не се враќат таму назад и затоа на тоа се должи тоа зголемување. Тоа се должи на тоа, не дека има некоја друга разлика. Маврово и Ростуше исто така, ја очекував дека ќе има едно мало зголемување, баш поради тоа што Маврово и Ростуше исто така е регион кој има многу печалбари кои во ова време се враќат и престојуваат во Македонија, но ете гледаме дека тоа нема некоја друга разлика. Таму ќе биде интересно пошто таму има некоја можност да се поместува малку резултатот, иако не беше фер од страна на владата, каде повереник на власта се стави еден од кандидатите, а беше сосема спротивно од тоа што се направи во Врапчиште и во Гостивар, но ке видиме, не очекувам пак да имаме и таму смена. Но некако најинтересна е општината Гостивар, можеби за тоа што станува за една урбана општина, најголема од сите овие 4 општини. Сакам да направиме една анализа во однос на тоа што ќе значи изборниот резултат за победа за едните и победа за другите. Може ли некако резултатот во Гостивар да влијае на пошироката политичка сцена во албанскиот блок? Секако дека да. Гостивар и Врапчиште се во 6-та изборна единица која е од витално значење за албанското представување во парламентот во Македонија и секако дека тука тоа значи предност или значи слабост на другата, на едната или на другата страна. Сега имаме еден баланс каде што Гостивар и Врапчиште се остро настроени против албанските политички партии кои се моментално во влада и го имаме Тетово каде што имаме еден баланс. Ако ги земаме обзирно анализата што е направена со бројот на гласачите кои гласале за едната или другата коалиција за советници во во 6-та изборна единица, имаме една предност на коалицијата предводена од ДУИ и тоа во број на пратеници мислам дека требаше да гласи 10:7 во симулација на мандати на пратеници. Така да сепак останува ДУИ, останува добро застапена во 6-та изборна единица, продолжува да биде поголема политичка партија и секако дека коалицијата со господинот Таравари во таа изборна единица и во овие општини го даде очекуваниот резултат. Тоа сакам да ве прашам, чиви се тие гласови во Гостивар, на Таравари или на Ахмети? На двете.
Господинот Таравари, по моја оценка и тоа што е направено како анализа, единствено место каде што имал некакво големо влијание во или придонел за коалицијата се токму Гостивар и Врапчиште. Во другите делови сепак тежината, поголемата тежина или поголемиот број на гласови ги влече ДУИ како политичка партија. Овие помалите политички партии имат скромен придонес во бројот на гласовите. Се по локалните избори неколку пати се обидовме да добиеме став или мислење од Арбен Таравари за ситуацијата. Најавуваше постојано дека ќе се обрати на јавноста откако ќе завршат овие избори во Гостивар. Што очекувате да направи како следен чекор Таравари? Многу се зборуваше во јавноста, можност за спојување со Алијанса на села, но видовме пак дека тој се повлече од коалицијата со ДУИ, можно целосно повлекување на Таравари од политиката. Што би очекувале вие да следува во идниот период? Повеќе опции се во игра, мислам, по моја проценка. Ја не би се чудел ако имаме и фузија, некоја фузија со ДУИ. И да имаме некаков спој со ДУИ во политичката дејност. Не знам тоа како би можело да изгледа. Можеме да го имаме сосема спротивното, каде што Таравари ке се одвои од ДУИ, ке се обиде да го ребрендира својата политичка партија и себе си како политичар. Тоа што се обидува да го прави сега во овој момент. Но тие се многу потешки варијанти за обстојување во политичката сцена, поради тоа што и двете се во опозиција, и двете имат, речиси, ист таргет на гласачи кои остана во власта со повеќето од функционерите кои се отцепија од Арбен Таравари и продолжија да бидат дел од коалицијата Влен. Тоа ќе зависи во голема мера и со случувањата што ќе се одвиваат внатре во Влен. Влен е во внатрешна криза, тешко дека ќе обстои како коалиција ваква каква што е и тешко дека ќе се претвори во една политичка партија со еден лидер. Ја оценувам дека таму ќе има нови случувања и тоа ќе видиме како ќе се... Дури по ваква прогласена голема победа на локалните избори? Ја мислам дека никој од таму не е до крај задоволен од резултатот. Таму имате еден конгломерат на различни идеологии, различни интереси кои ги спојува само власт. И тие не се сакат малку повеќе, тие се сакат помеѓу себе колку се сакат со Али Ахмети. Меѓутоа, ДУИ и Али Ахмети како политичка сила им наметна на нив да се здружуваат и да настапуваат заеднички. Сега нормално таму има амбиции, има лични интереси, има партиски интереси, некои од политичките партии од сега натаму мислат дека им треба да им следи повеќе од власта, треба да се подобро позиционирани. Имаме еден дуализам помеѓу господинот Билал Касами и господинот Изет Меджити, кој ќе биде лидерот де факто. Господинот Меджити се поставува како лидер на политичката партија или коалиција, а од друга страна тоа не се прифаќа толку добро од страна на активистите на Беса и на Билал Касами и мислам дека и господинот Касами нема да го отстапи по никоја цена лидерската позиција, поради тоа што господинот Касами го води најголемата албанска општина во Македонија, каде што се црпат повеќето од гласовите и од каде се црпи повеќето мандати на пратеници. По таа логика, он би се сметал дека е најповикан да биде лидер на коалицијата Влен. Сега морам да ве прашам од друга страна, некакви промени беа направени во Демократската унија за интеграција, тие велат дека се големи промени во партијата, иако за граѓаните делува не многу различно, затоа што на позиции дојдоа ликови кои што се познати во јавноста и досега извршувале функции, но видов анализи деновиве или коментари дека без Али Ахмети ДУИ нема да биде ДУИ. Дали е така? Секако дека
сите овие 20 и кусур години Дуи е поврзано со личноста на господинот Ахмети и секако дека голем дел од нивната политичко делување го базират во ликот и во популарноста на господинот Ахмети. Дуи е голема политичка партија која долги години беше на власт, има различни локални лидери кои исто така имат голем придонес кон во Дуи и имат влијание во носењето на одлуките и таа реформа опфати еден голем дел од нив. Значи, вие сега во новото председателство го немате господинот Талат Џафери, која држеше најголемата политичка и државна функција која го има држана било кој албанец до сега, тој беше премиер на државата. Го немате Муса Џафери. Тој па не бил спорен лик во Дуи, лик кој што бил поврзуван со криминал, со корупција. Видете, долгото да сте толку долго во политичката сцена, сепак се консумирате. Без разлика, значи, секој од нив е различно и секој од нив има различни придонеси, но има и пофалби и критики. Ја не навлегувам во тоа. Ја го гледам од призмата на кој не е во председателството. И тие кои не се, например, не е Талат Џафери, не е Муса Џафери, не е Блерин Беџети, не е Садула Дураку, не е Теута Арифи, не е Џеват Адеми. Значи, голем, широк број на луѓе кои биле локални лидери, кои имале големо влијание во Дуи, веќе не се дел во председателството. Мислам дека беше спомнато во брифингот со новинари и аналитичари дека 60 и кусур проценти од членовите се променети. Сега, верувам дека за брзо ќе ги добиеме резултатите, не се многу општини, не се многу избирачки места, вкупниот број на оние кои што гласале 35.984. Од она што го препознавам како очекување од вашата анализа се дека коалицијата на Дуи би го добила Гостивар и Врапчиште. ВМРО ДПМН Мицковски веќе најави пресконференција во ВМРО ДПМН во 20:45. Ако се погледнат резултатите од октомври, таму над 57% веќе имал нивниот кандидат во општината Маврово Ростиш, што се очекува да го повторат и на овие избори. Во центар Жупа еден кандидат имаме на Демократската партија на турците и веројатно така би изгледал некако и крајот на овој избирачки ден, но што ако повторно се случи во некоја од општините да не се постигне потребниот услов за избор на градоначелник? Нема во овој случај нема. Треба 50 плюс 1 да гласаат од излезените за градоначелник. Дали тоа ќе биде удар од гласачите? Да бидам целосно искрен, не очекувате таква? Не очекувам дека тоа ќе се случи. Во сите овие општини резултатите биле сериозна разлика. Мислам дека Валјон Лимани имаше 70%, над 60% повеќе. До 70%. Но со друг кандидат од вреди. Од првичните анализи тоа се повторува. Сега ми пишуваат од Гостивар дека првите резултати го сликуваат истиот резултат. Не знам во Врапчиште се уште не знам кои се резултатите, но сепак очекувам дека нема да има големи поместувања. Значи, тоа е гласачкото тело, тие веќе еднаш се произнесоа. Во Врапчиште, каде што имаме подигнување на бројот на учесниците во избори, на гласачи, таму може да има некое поместување, во намалување... Но кандидатот на Дуи имал 88% тогаш. Некое намалување може би да има таму на разликата, но не очекувам дека ќе имаме пресврт на резултатот. Само кратко ќе ве прашам, 2 месеци помина од функционирањето на новата локална власт во најголем дел од општините. Како сте задоволени од сработеното или каков тренд се покажа? Првите 100 дена на секоја власт, и централна и нова локална власт, треба да им се даде време, повеќето од нив треба да се навикнат и да се снаоѓат каде се наоѓат, да
креираат своји екипи за работа внатре во општините, да се запознаат со еден добар дел од градоначалниците дури треба да се запознаат и со нивните ингеренции, кои се одговорности и процедури и процеси, така да ја мислам дека е премногу рано да се оценува. Било на позитивно, било на негативно. Добро е, јас сум задоволен од тоа што во албанските општини на многу места имаме нови градоначалници и тоа е добро освежување и за амбициите на политичките партии и на самите градоначалници кои имат малку повеќе елан и мотивација да се покажуваат, така да ја мислам дека демократијата е многу добра и промената на власт секогаш не секогаш, меѓутоа во повеќе наврати оди во прилог на граѓаните. Селим, благодарам многу за оваа анализа. И благодарам на поканата. 100 евра е најмалата казна за пушење на забрането место, а глобата се движи до 300 евра во зависност од прекршокот. Министерството за здравство го објави новиот закон според кој не смее да се пали цигара ниту на автобуски постојки, ниту пред државни институции. Според податоците на здравствените институции, годишно во земјава поради последици од пушењето умираат околу 4000 граѓани. Но дали строгите правила може да го намалат бројот на пушачи? Александар Динев бараше одговори. Ако ве фатат со цигара во рака на места каде е забрането пушењето, доколку платите веднаш, задоволството ќе ве чини 100 евра. Во рок од 8 дена сумата се зголемува од 150 до 300 евра, а со судска пресуда глобата за прекршокот е 3 пати повисока. Наместо пари ќе можете да вршите и општо корисна работа. За правните лица во зависност од големината на фирмата, казните се движат од 2000 до 5000 евра. Ова е предвидено во предлог законот на Министерството за здравство за заштита од пушење, кој треба да стапи на сила од 1 март. Се забрануваат сите видови цигари, вклучително и електронските, кои содржат тутун и никотин, во сите угостителски објекти, казина, спортски обложувалници, државни институции, приватни фирми, во аеродроми на автобуски и железнички станици. Нема да смеете да запалите цигара ниту на постојка додека чекате автобус. Казниво ќе биде пушењето и во зграда и заедничките стамбени простории, пред државни институции, болници, граденки, училишта и пред студентските домови. Во продавници цигарите не смеат да бидат на видно место, туку ќе се продаваат по список, а се забранува прикажување и рекламирање цигари не само на телевизија, туку и на интернет. Нема пушење ниту на подкасти. Полицијата има право да ве казни ако пушите во автомобил во кој има малолетно дете. Пулмологот Димитар Каркински поддржува ваков поригорозен закон за да се намалат последиците по здравјето. Ние како професионалци, не само пулмолози, него кардиолози, хирурзи, онколози, секојдневно ги гледаме последиците од пушењето кај нашите пациенти. Второ, како обичен граѓанин, не како пулмолог, кога излегуваме во кафичи, ресторани, дискотеки, барови, ние сите, не пушачите, а и пушачите кои пушат помалку, сме изложени на тоа секундарно пушење и ние го увлекуваме тој час и нас не делува штетно. И трето, сите влади сакаат во Европска унија, целиот народ сака во Европска унија, законите во Европска унија се такви како што сега овој се носи, дека пушењето е стриктно ригорозно. Затоа, ако сакаме да идеме напред и во здравјето и економски да се приближиме кон Европска унија, сметам дека овој закон треба да се донесе, а и да се почитува на целата територија на Република Македонија. Слична забрана за пушење на многу места предвидуваа и законските измени во 2010-та, но според реакциите од граѓаните тоа не се почитуваше секаде, а во март 2018-та тогашната влада дозволи пушење на летните тераси. Според пулмологот Каркински, и првиот закон пред да се либерализира бил добар, само кратко време се почитувал и не секаде, а за да се почувствуваат долгорочните ефекти врз здравјето, потребни се 10 до 20 години. За жал, не се почитуваше
на целата територија на Република Македонија, па кажа имавме места кај што се пуши, имавме места кај што не се пуши. Искрено не можам да кажам дека има позитивни резултати од тој период, бидејќи кратко траеше, а пушачите се продолжија да пуши. Ако сакаме ова да успее, ова мора да биде долгорочна стратегија и да се почитува низ целата територија. Според статистичките податоци од тие за годишно во Македонија околу 4000 смртни случаи се поврзуваат со пушењето цигари. Александар Динев, Сител телевизија. По продолжение информациите од спортот. Најдобрата машка ракометна репрезентација на Македонија денеска од Швајцарија патува за Данска. Македонските ракометари го